Гилгамеш, плоча 12. Некогаш, дамна, кога во куќата на дрводелецот го чував својот волшебен барабан, тогаш добрата жена на дрводелецот ја сакав како своја мајка, а убавата ќерка негова ја сакав како своја сестра. Па да видиме, кој ќе ми го донесе волшебниот барабан од подземниот свет, кој ќе оди по него во долниот свет? Енкиду, отварајќи ја устата, на Гилгамеш му рече вака: Мил господару, таа ли е твојата желба? Тоа сакаш да го сторам за тебе? Ќе ти го донесам јас, ќе слезам по него, по волшебниот барабан во долниот свет. Гилгамеш, отворајќи ја устата, на Енкиду му рече: Енкиду, добро чуј ме што зборувам. Да се слезе долу во долниот свет, да се стигне во храмот на Иркала, тоа е тешка работа, мачна проба. Чиста кошула не смеш да облечеш, зашто очите на сенчите ќе ги заслепиш. Не смеш да се намачкаш со скапоцено масло, зашто разјарени од мирисот духовите ќе те опколат. Ни стап не смеш да држиш, зашто пред стапот мртвите души бегаат. Ни чевли не смеш да имаш на нозете, зашто чевлите креваат шум и им го нарушуваат спокојството на мртвите. Жената што си ја сакал не смеш да ја бакнеш. Жената што си ја мразел не смеш да ја тепаш. Детето што си го сакал не смеш да го помилуваш. Детето што си го мразел не смеш да го удриш, зашто ќе те покрие бедата на подземниот свет. Таа која почива долу, мајката ни Назу, тажната, која почива, чии колкови не ги покрива руба, чии возвишени гради не ги покрива кошула, мајката ни Назу ќе го задржи Енкиду во долниот свет. О, тешко на Енкиду. Не го послуша својот добар господар, па облече чиста кошула и ги заслепи очите на сенките. Со скапоцено масло си го намачка телото и разјарени од мирисот го опколија духовите. Стап држеше во раката и пред него мртвите души се разбегаа. На нозете обучевли и крена шум, та им го наруши спокојството на мртвите. Жената што си ја сакаше ја бакна. Жената што си ја мразеше со стап ја истепа. Детето најсаканото го погали. Детето што го мразеше го истепа. Таа која долу почива, мајката ни Назу, тажната, која почива, чии колкови не ги покрива руба, чии возвишени гради не ги покрива кошула, мајката ни Назу го задржува Енкиду во долниот свет. Намтар не го грабна него, не, ни брзата смрт не го грабна. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Нергал не го грабна, не, ни брзата смрт не го грабна. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Тој не падна на Мегдан како јунак. Подмолно подземниот свет го грабна Енкиду. За Енкиду плаче на Нинсун јуначкиот син, во Екур, во храмот на Енлил, брза Гилгамеш со својата тешка жалба и паѓајќи на колена вака му се обраќа на милостивиот Бог. Милостив Енлил, мојот волшебен барабан ми падна, леле во подземниот свет. И удиралката леле ми падна во подземниот свет. Енкиду слезе пониви заробене таму, назад не се враќа веќе. Намтар не го грабна него, не, ни брзата смрт не го грабна. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Нергал не го грабна него, не, ни смртта брза не го грабна. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Тој не падна на Мегдан како јунак. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Не се ведне Нинсун кон својот син и Богот син напорки молчи. Во Ериду, во куќата на Еа, брза Гилгамеш со својата тешка жалба и паѓајќи на колена, вака му се обраќа на милостивиот Бог. Татко мој, мојот волшебен барабан ми падна во подземниот свет и удиралката леле ми падна во долниот свет. Енкиду слезе понив заробене таму, назад не се враќа веќе. Намтар не го грабна него, не, и ни брзата смрт не го грабна. Подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Нергал не го грабна него, не,
ни брзата смрт го грабна, а подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Тој не падна на Мегдан како јунак, подмолно подземниот свет го грабна телото на Енкиду. Слушајќи го ова, Еа му се обраќа на мажествениот Нергал и му заповеда: Мажествени јунаку, Нергал, слушај ме и действувај според мојата заповед. Издупчи дупка во средината на земјата, да стигне до грлото на подземниот свет. И изведи го низ таа дупка меѓу живите духот на Енкиду. Од подземниот свет изнеси го на светлина, за да се сретне уште еднаш со Гилгамеш. Кога Нергал мажествениот ја слушна таа наредба на Еа, издупчи дупка во средината на земјата, до грлото на подземниот свет, и низ таа дупка сенката на Енкиду меѓу живите ја изнесе. Тие веднаш се препознаа, но останаа далеку еден од друг и така разговараа меѓу себе. Гилгамеш викаше силно за да го чуе Енкиду, а сенката на Енкиду му одговараше со трепетен глас. Зборувај, Енкиду, пријателе мој, брат единствен, зборувај ми, кажи ми што си видел долу во долниот свет, зборувај храбро, со верба, раскажи ми за редот на подземниот свет. Не барај да зборувам, пријателе мил, повеќе би сакал да молчам, зашто ако проговорам за подземниот свет, за животот на сенките, плачејќи ќе паднеш ничку, ќе се стаписаш и секој ден се повеќе ќе плачеш. Нека паднам ничкум плачејќи и нека се стаписам и секој ден се повеќе ќе плачам. Само раскажи ми за животот на сенките. До неодамна си можел телото да ми го допреш и гледајќи го да му се восхитуваш, а денес веќе црви го јадат како парталава облека. До неодамна си можел телото да ми го допреш и гледајќи го да му се радуваш, а денес веќе како вреќа е полно со земја и со кал. Гилгамеш болно извика: О, леле! И падна ничком на земјата, липајќи горко. Раскажувај, Енкиду, зборувај ми уште, раскажи ми, што си видел таму долу, во долниот свет, дали си се сретнал со некој што загинал на бојното поле, со сабија в рака? Дали си се сретнал со таков, таму долу во долниот свет? Да, сум сретнал таков секако. Татко му и мајка му жално го прегрнуваат, а верната жена се наведнува над него. Зборувај, пријателе, зборувај ми, кажи, што уште си видел таму долу во долниот свет, со некој на кого веќе никој не мисли, кој од сите е заборавен? Дали си се сретнал со таков таму долу во долниот свет? Да, сум сретнал и таков секако. Тој од падокот го собира по улиците и го јаде секој ден едностојно. Гилгамеш сакаше уште да го прашува, но сенката на Енкиду исчезна в час, земјата ја проголта пак. Па Гилгамеш, со срце полно оче и жал, се врати к вечерум во Урук, во градот со високи кули и ѕидови, каде што се издига храмот на светиот Рид. Потоа, како во мрачна гробница, за секогаш влезе во својата сјајна палата.